22 август 2024 лето, господово, добро дојдовте во уште една епизода од циклусот Суверенистички разговори. Како што ветив, нели, во синокешната емисија, дека денеска имаме многу битна тема, ќе разговараме, нели, за нешто кое што е многу актуелно, нешто кое што мејнстрим медиумите свесно го избегнуваат, не го поставуваат, нели, на дневен ред во своите програмски шеми, и имаме гостин кој што е, по моје мислење, најсоодветен да говори на темата како се уништува животната средина во Македонија. Голема чест ми е да ви го представам Костадин Ристоманов. Костадин, добро дојде во нашето студио. Благодарам. Се подготвувавме подолго време, нели, да дојдеш овдека кај нас во студио за да продискутираме за се што е актуелно околу иницијативите за спас на македонската екологија и животна средина. Конкретно ќе говориме со тебе таму каде што си ти најактивен. Тоа е, значи, Струмичката околија. Ти си член на управниот одбор за оние кои што не знаат да информираме на Сдруженијето Здрава Котлина и Еко Долина. Да, поправиме ако погрешив. И ти си еден кој што во изминатите 5 до 6 години, 8 години, најжестоко се бори против корумпираниот систем кој што нам не знаеме со какви агенди ни носи од надвор фирми како Евромакс, Пехтеленка, да не ги набројуваме, кои што и тоа како ја уништуваат нашата околина и ја прават Македонија по нечии наредби и агенди место невозможно за живење. Да не должам јас, прво би те запрашал до каде е, како е расположението, дали имате планови конкретни за ова што е, нели, за руднициве, и по твојата информација има уште една опасност конкретно во Новосил, нели, отварање на топлиница која што и тоа како може дополнително да ја загрози животната средина. Повели. Најпрво благодарам на поканата и на можноста да се обратам пред вашите аудиториум. Иначе јас сум само еден од, да кажеме, член на управниот одбор, кој што на некој начин ја управуваме таа борба веќе повеќе од 8 години. Тука има и други разни здруженија, да кажеме, велосипедисти, разни иницијативи, пред се еколошки здруженија кои што сметам дека заедно тоа водиме борбата, и најмногу обичните граѓани, жителите на Струмица и околните населени места. Повеќе од 8 години, 8-та година веќе влегуваме во таа борба која што водиме против невозможна борба против еден многу силен непријател, но како што не учи нашата историја, ние се бориме на два фронта, и против домашните предавници и против странскиот агресор, да кажеме, во наводници агресор, затоа што веќе денеска агресорите не се со војнички униформи, со пушки, со тенкови, туку ние имаме една многу пософистицирана војна денеска што се случува во Македонија. За жал, мнозинството на нашите жителите на нашата држава, на Македонија, без разлика од која етничка припадност и било без разлика од која политичка провиненција се уште, можам слободно да кажам, не се доволно свесни што се случува кај нас. Гледаме во нашата непосредна околина, еве во Прилеп гледаме што се случува, кај нас во Струмички регион, еве во Свети Николско знаеме што се случува, но тука е Тетово, да кажеме, тука е и разни други жаришта, да кажеме, еве Кичево може да спомнам, Битола, да не кажам, Битола сами се загадуваат нешто од нефункционирањето на рек Битола и така натаму. Значи, можем да кажем дека и тоа што случува и во Србија, да кажеме, сега што е актуелно со Рио Тинто и литиумската инвазија, да кажеме, на Србија, нападот, гледајќи како властите наши и тие другите околните како реагираат, логички доаѓаме до некој заклучок кој што укажува на тоа дека всушност тие лидери
тие политичари за кои што ние гласаме, всушност имат и една друга скриена агенда, или пак се немоćни да се спротистават на моќта на големите компании, на големите држави, на европските држави. Не знам, они знаат зошто, веројатно заради разни кредити и поддршка на државата, можеби заради некои лични интереси, у кои што исто така има докази дека е така, немат сила да се одбранат, т.е. да е одбранат државата и собствениот народ во таа држава од агресорските политики или интереси на големите корпорации. При тоа, при таквата борба, при желбата за отварање на рудници, например, или желбата за изградба на автопатишта и така натаму, тука многу наши корумпирани на одредени позиции ја користат можноста и да ќарат од целата приказна за себе и за својот джеб, на сметка на сите нас. Во глобала тоа е тоа што случува, затоа што на почетокот сакам да кажам агендата на Европската унија, таа зелената агенда, така наречената зелена агенда, во кој што се објаснува како Европа треба да остане зелена, незагадена, да остане во рамките на таа убавина што имат они, како тоа се функционира. Они имат, да парафразирам, да кажем, со своји зборови, таква агенда да всушност Западен Балкан и другите држави, не само али на територијата на Европа, тука е Босна, Косово, Србија, Македонија, Бугарија, Албанија, да кажеме па и дел од Грција, бидат всушност рударски колонии, каде што и покрај тоа што количината, квантитетот, процентот на златната руда, да кажеме, па и бакарот, еве конкретно јас ќе ви кажам за иловица, е 0,13 промили. Ви знаете ли колку е тоа од 1 тон? Тоа е многу малку, нели? Во однос на оѓалишта во Канада, например, или во Австралија, тие што се од Комонвелтот, бидејќи скоро сите компании што идат да сакат да отварат рудници за злато и за бакар, се наводно канадски, т.е. Канада ги стимулира. Не копајте кај нас, право заради тоа што имат околу над 63-4% е таксата на државата што треба да платат, за разлика од нас само мизерни 2%. Но второ, заради високите стандардни еколошки стандарди кои се таму воведени, кај што пишува, ако не е точно, ако не е нека провери некој, 500 км од населеното место од река и на километри, ние Македонија ќе минеме ако по тој стандард работиме, но кај нас иако процентот е мал, но они секој пат рачунат дека ќе има услови за корупција, дека не морат стандардите да ги спазат и дека на некој начин, на нечеме со народски јазик, трло без кучиња, кај што они ќе можат слободно да си копат, погазувајќи ги, прекашувајќи ги законите и на тој начин тој мизерен процент ќе скокне многу повеќе. Плюс тоа во тој договор, да кажем, пишува дека 2% на доместокот кон државата, концесискиот надомест, од пријавената добивка. Значи, не од реалната, не од таа што ќе пријава, тоа е на поверение, не на доверба со некој начин. И не е смешно, тука е трагична состојба, тоа што запнале те литиум, те злато, бакар, еве сега да кажеме за потребите на патиштата на автопатот што треба се прави во Западна Македонија, јавното претпријатие добива концесија, концесијата е отстапува на Бехтел и Енка. Например, таму кај што има мермер, и сега ти, јас знам, јас сум граден инженер, ни од мермер не можеш да направиш бетон. Апсурд да направиш тампон, знаеш, долниот строј да се направи тампон. И се зошто им треба на нив мермер, кога на 200 метри има други две неоѓалишта на плетвар од другата страна,
кои што луѓето имаат концесија за мермер, но таму не минират. Таму си бушат со долги бурги, си вадат парчиња, мермерни парчиња кои што посадат на дополнителна работка да ги направат као плочи. Они таму баш запнале, близу до изворите на вода, таму сега они и тоа со минирање. Значи, ако некаде во Македонија има камен погоден за доволен строј, значи тампонски слој што треба да се направи, тоа е Прилеп. Не баш ќе копаме ние таму кај што е изворот на вода и таму кај што има мермер ќе го минираме. Значи, јас не знам, можеби барат корунт. Тоа е, можеби, не знам, јас претпоставам. Или зошто им требаше, според кажувањето на мештаните, преку 300 камиони извадени од Македоните, од локацијата на црн камен, кај што тоа е редок минерал. Зошто им треба, каде го однесуваат тој тампон црн? Можеби тамо, не знам, можеби прават планира некоја селенска станица, па може треба специјален, не знам. Тоа е многу редок минерал. Многу редок минерал и сега тамо извадија што извадија, никој не знае што направија, каде отидува тоа, никој не знае каде отидува. Тој материјал и сега таму слушам носат земја, ќе садат дрвца да се на некој начин прикријат траковите или да не откриеме за што се работи. Така да и кај нас во Струмишкиот крај, ние повеќе од 7-8 година се бореме против таа чудовишна идеја да се отвори рудник на злато и бакар во најплодната, во најгусто населената котлина, кој што е всушност на некој начин место кај што се произведува храна за најголемиот дел за жителите на Македонија и за извоз. Нема никаква економска логика оправдана за тоа што според податоците од јавни достапни податци на државата, Струмичкиот регион, тој југоисточниот регион, кај што имаше планирано и во Валандово да има исто така во Казандол таков сличен рудник. Значи они се или втори после Скопскиот регион или сме трети, зависи која година, ма произведуваме, значи допринос кон државата, произведуваме храна кој што е, да кажеме, негде 3 до 4 пати повеќе од вкупниот придонес што би го донел таквиот рудник. Значи не говориме само за тие 2%. Ние тука збореме, да кажеме, и вработени што ќе има тамо, и плати, и придонеси, и струја што ќе трошат, и бурици што ќе јадат вработените, да кажеме, ако се земе да се пресмета, ќе видиме дека тоа е 3 до 4 пати помалку отколку земјоделието сега во моментот. А замислите ако се земат тие новите мерки за подобрување на земјоделско производство, за еколошко производство. Колку стимуланс, колку потенцијал имаме ние за тоа. Значи тоа може да се дуплира или тројно да се зголеми. Зошто? Затоа што народот има таму веќе навики, имат знаење, имат опрема, имат традиција. Една фамилија во секое село што произведува е всушност мини фабрика. Произведува 200-300 тона, произведува храна. Знаете ли што значи тоа 300 тона храна една семејство од 4 или од 6 луѓе, да кажеме? Па не може во Иловите, таму ние имавме протест земјоделците за компирот што беа пролетта. Они го земат тој младиот компир, го вадат тоа и сега имат феферони или некоја друга или индустријски домат или некоја друга реколта. Вадат по 2 реколти од тоа место таму кај што има систем за наводнување, земјата идеална за такво нешто, 2 реколти имат, ти сега таму доаѓат и ќе се вработеле 450 луѓе. Добро, вред, 450, мада не е точно бројката, но какви луѓе се вработат? Тие истите земјоделци? Не. Нивните деца можат само да се вработат како хигиенички работници, како чувари. За денешните рудници кои што они испланира да го прават, тоа се работи со тој што ќе копа на багерот, он е некаде можеби у Лондон, преку џојстик, преку интернет се прават, нема. Така да приказната е толку прозирна и ние сме многу благодарни пред се на жителите што брзо сватија приказната дека нема да тоа злато на нас. Ние нема да видиме З од злато,
туку ќе ни остават натриум цианиди во неограничени количини, хлорна киселина, сулфурна киселина. Значи, само еден податок од прашината за рокот тие, од, да кажеме, 21-2 години, колку што е планирано рокот на експлоатација, целата Струминчка котлина просечно ќе биде покриена со негде до 15 сантима прашина од повампирениот слој. Јас така го нарекувам повампирен слој, бидејќи тие што знаат геологија, знаат дека површинскиот слој е хумусен слој, затоа што со милиарда години на земјаното постоење се оформува благодарение на гниежот, органскиот отпад, да кажем, од растенија, од живот, едно друго, обработката на црви и разни други инсекти што живеат, и тој е хумусен дел. Одоздола е тој мртвиот дел, да кажеме, тој не корисен, кој што никој пат не видел сонце, но одоздола има карпи, кои што, кога се отвори тој коп, ќе се отвори, при реакцијата на водата што ќе паѓа, дождот, сонцето и хемиските елементи, ќе се формира едно езеро во дупката таа што е широкиот ископ, у наредните 50 години ќе се полни, и реакцијата меѓу карпите, сонцето, воздухот и водата ќе предизвика такви кисели соединенија, киселини, меѓу 2 и 3 pH, тоа ќе е појако од акумулаторска киселина, и ќе истечува со 22 литра во секунда, тоа е една мала рекичка, која ќе оди во плодната котлина. Значи, така пишува се во податоците од елаборатот, во скратената верзија, во нетехничкото резиме, кој што ни е достапно од 30-40 страни. За жал, иако е симната тајната, државна тајна на големиот елаборат за животна средина, кој што треба да објасни влијанието на рудникот, беше државна тајна. Замислете, нашите власти, сите кои што се беа, тогаш беше ВМРО на власт, па СДС опозиција, па ДУИ беше заедно, сите сложни браќа го прогласуват во парламентот државна тајна, најтранспарентниот елаборат кој треба да објасни населението и на државата што реперкусии ќе има од отварането. Го сокриле. Како да не наречеме ние такви луѓе државни непријатели, тоест предавници. Значи, го сокриле, но што е најтрагичното, ние го баравме и разни институции го барат, и ден денеска, тој првиот елаборат, според кој е дадена првата концесија, па втората концесија, се уште е државна, се уште е недостапен, што значи е државна тајна. Значи, само да знаете у какво милие, у каква држава живееме, и луѓето полека не уки, меѓутоа кога разбират што значи толку, значи 52 тона неделно експлозиви за минирање на 500 метра од првата куќа. Значи вие тоа минирање да се случи до 52 тона, тоа се повеќе од 2 камиона, 2,5 камиона, 2,5 шлепери експлозив за 7 дена. Минирањето ќе биде наутро се бајле, преку дента се копа се прави. И таму нема да остане никој нормален да живее, куќите ќе им испукаат, че нема прашина ќе тоа, нема се диши таму, што се вика. Кој нормален дал таму тоа да се прави? Ќе уништиме плодната почва со тој прашинистиот дел, ќе загадиме водите подземни, надземни, сите води ќе бидат загадени, од бучавата, од земјотрес, од потресите, од невозможност за живење, ќе се исела народ, нели, таму. И после 22 години, они ќе си одат, ќе останат сите можни отрови, и на крај ние нема да имаме услови за живот. Без да спомнеме таа идиотска брана од 276 метра, да каже, од насипниот материјал, кај што ќе требаше да чува јаловината таму. Што представување нема таква брана ќе да е направено. Тие јаловичните брани се најнестабилни, најхаварични, да кажем. Професор на градски факултет дал подпис, се согласува дека да, можно е. Да, можно е, но јас го канам да дојде си направи, ние ќе му направиме викендица, да живее под браната, што ме е сигурен, он прво нека спие таму, после ние ќе живееме таму, да видиме колку е тоа сигурно. Ако таа хаварија се случи, тоа
Струмничкото поле ќе исчезне благодарение на сите силни отрови што ќе се населат. И сега, таа приказна, нели, за рудникот ние упорно ја држиме под тензија, бидејќи Евеланскиот прошлиот година 15 јули на најголемата жешко имавме негде близу 5000 луѓе протестанти што протестира на центарот во Струмица, дојдоа поддршка од сите партии Македонија, македонски партии да кажеме, не знам за албанскиот блок дали беа, но и дадоа поддршка, дури и владеачката партија СДСМ беа на протести, нели апсурд да биде што поголем. Значи, што кажува тоа? Тоа кажува дека сите се свесни дека тоа не е добро за сопствениот народ. Сите се свесни, јас кога сум разговарал со било кој, сите се согласуваат тоа не е добро, но кога ќе дојде позиција, веројатно, претпоставам, јас никогаш не сум бил во таква ситуација, одговорните, дали е министер, дали е премиер, дали не знам кој се, имат некој начин, дали се уценети, дали се подмитени, немат срце, немат можности, немат тоа да го потпише да каже стоп. Единствен кој што морам тоа да го спомнам и тоа е куриозитет да кажеме, ние се наслушавме за Зоран Заев секакви приказки, делово се точни, делово не се точни, не знам колку од мене тоа не сум јас политичар, но он имаше храброст да напише, да потпише одземање на концесијата. Значи, тоа е доказ дека, според мене, тоа е доказ дека ние можеме лошо и добро да очекуваме од секој. И не треба да ги луѓето изедначуваме, овие се добри, овие се лоши. Не. Црно-бело. Не со црно, животот е у боја, така да треба да ги гледаме реално работат. Јас дури имам разбирање за тие така наречени политичари кои одлучуваат. И нив не ми е лесно, и они се под притисок. Сега тие што земат мито, корупција, тоа нека Господ нека им суди, јас не можам за тоа, но сепак треба, според моје мислење, ние така им кажуваме на нашите политичари, треба народот да се обедини, а они да се правдат од народот. И мислам дека благодарение на таа реченица успеавме на некој начин да држиме под тензија, тоест да биде стендбај. И сега таа концесија ни на небо, ни на земја, виси меѓу разните одлуки на управен, виш управен суд, кај што управниот суд неколку пати донесува одлука каде што предпоследната беше толку добро објаснета зошто е исправна, правилна одлуката на владата за одземање на концесијата. Елаборирана за тоа што тоа не сте исполнили, за тоа што рокот ви поминал, за тоа што тоа од договорот не сте исполнили. Значи елаборација, невидена елаборација, и он ја поддржаа идејата на одлуката на владата да им се одземе концесијата. Доаѓа висшиот управен суд и он без да образложение ја поништува претходната одлука, ја враќа на повторна постапка. Овие актуелни тогаш што беа лани во мај месец, демек били излажани и таму од тие двете одлуки, првата одлука е укинување на претходната одлука за одземање концесија. Но не и да не ја вратат концесијата. Туку велат, ја враќаме постапката на првостепениот орган на владата да размисли и повторно да одлучи. Втората одлука, барањето за спојување на двете концесии се одбива. И сега, тогашната влада, седат сите министри, министерки таму и донесуваат одлука за спојување на концесиите. Значи, или они беа луди сите таму, или не прочитале што пишува, или така ми било наредено. Они излегуваат со оправдание, ние бевме излажени од министрот Бектеш и ние сега не можеме се да читаме. Добро, во ред, ви имате во тие вашите канцеларии еден куп луѓе кои што можат да читат и тоа им е работа да читат и на вас да ви спремат мислење, да ви кажат сите можни опции, вие да идете подготвени на влада. Значи, ако е така, они требаше да поднесат неотповикливи оставки, бидејќи одат, донесуват одлука кој што може да чине државата многу пари, ама донеле за спојување. Абе, пишува точка број 2, не ви е одобрена барањето за
се одбива барање за спојна концесија. Он токму тоа. Затоа беа нашите протести на 15 јули лани и министрите, владата за 7 дена ја поништи собствената одлука. Значи, Значи ете го рецептот кој што има начин како народ треба да го практикува. Да. Има кој начин, затоа што ние сме млада на некој начин демократија кој што тек се учиме на правилата. Нашиот народ е исплашен, се плашат да излезат да си го кажат ставот, се плашат, има примери кои што значи немаме, ние не можеме да кажеме дека сме правна држава. Јас сега после ќе спомнам еден втор случај, што имам 5-6 предлог за кривични пријави, јас лично да кажам, моите соборци имат сите по 2-3 и така натаму, затоа што искрено излеговме и јавно си укажавме нашиот револт и нашето незадоволство. И веднаш јас си кажам, тоа се мафијашки ипотези се тоа, а мафијата не може да постои без соработка со власта. И така да веднаш се појавија таквите реакции од нивна страна. Но борбата ние ќе продолжиме, тоа што ние и друг избор немаме. Како што луѓето у Прилеп се дома и нема да дадат ништо, нема да дозволат да се копа, така и ние сме си дома, нема кај да одиме, нема каде друго, немаме друга алтернатива. И ние до последно, до крај ќе се бориме да не постои такво нешто. И свесни се нашите државни институции и органи, без кој да на власт, дека во такви условија невозможно да се отвори рудник за... Бидејќи водоводот е многу голем. Значи, тука не се работи дали малку ќе загадува, многу ќе загадува. Тоа ќе уништува. Не загадува, тоа е уништува. Многу е голем водовод. Нема, тоа тамо има, поготово таа технологија, цианидна технологија, која е забранета од сите нормални држави. Америка, Канада, Англија, Франција, после хаваријата Баја Маре во Руманија, кај што Тиса, па Дунав, целата, значи се тоа било уништено рибниот фонд. Таму се излеала на мала браничка, да кажеме, со цианидни раствори. Ова е забранета таа технологија. Кај нас сега, да кажеме, ние забранивме исто така, но како што владата донесува забрана, така може и друга некоја влада да донесе одлука да поништи претходната, но тоа не е нормално, не е човечки, не е хумано. Вие да се уништувате собствената земја. Еве, во тоа време, кога тогашниот председател Ѓорѓи Иванов викаше во моето Валандово повторот се копа злато, па мислевме дека нешто ќе е добро, би он мислел сигурно дека ќе е добро. Во тој момент кога имавме тотален информатички мрак, мене ме поттикна една жена соседка која живее во Австралија. Тамошните вестници во Австралија, во Канада, во Англија пишувале дека тоа не е хумано, нивната канадска компанија што сака да го направи во Иловец. Тамошните вестници се загрижени за нас, кај нас кај нас молка. Мет и масло, што викаме, или слога југомагнат. Таа економска неоправданост на тој рудник кој што треба да стартува во Иловица укажува само дека имаме агенда на тероцид, уништување на македонската земја, значи со однапред испланирано и прецизно сценарио, исто како што се работи на уништување на нашите соседи во Србија со проектот Рио Тинто или експлоатацијата на литиум, кој што го има насекаде низ Европа. А се бира и се таргетира токму Србија, нивните наоѓалишта не се ни отварат, истото е и во Македонија. Дали ова не говори за една завера? Ајде, мислам дека нема да претарам ако кажам дека можеме да го корените да ги најдеме во евгениката, во екофашизмот, значи истиве овие кои што се сега управувачи и на Светскиот економски форум и оние нивни логистичари кои што се олицетворени преку ликовите на Грета Тунберг, Бил Гейтс. На Бил Гейтс неговиот татко е зачетник на евгениката, која што е експлицитно и вели човештвото треба да се развива во правец на еволуција, само најсилните треба да опстанат. Тоа говори само за еден лудачки, фашистички, нацистички план.
македонецот мора да се освести и многу ми е мило што си вечерва овдека, Костадин, за сериозноста на овој проблем и тоа како пластично да му ја представиме на македонскиот народ и да му кажеме дека е време масовно да стане. Затоа што име може да се смени, ама можеш да го вратиш, што е абстрактна работа. Ова е нешто конкретно. Ако се случи загадување со цијаниди и со не знам какви све нели, ти знаеш повеќе работи на македонската земја, ние ќе се претвориме во пустина Сахара. Јас не би секој пат кога изложуваме некои тези, некои предпоставки, најлесно е да не обвинат за теоретичари на завер. Не е тоа теорија на завер, тоа е пракса. Значи ние тоа го чувствуваме, го гледаме. И не сме само ние жртва. И албанците во Албанија, и во Косово, и во Босна, и во Србија, и во Македонија, и во Бугарија. Значи тоа, како да кажем, ние имаме тотална лоша представа за Европа како функционира, за светот како функционира. Премногу убаво ни изгледат филмовите, емисиите што ни ги прикажуваат, или човекови права, едно друго. Зарем не е доволно вест да видиме војните што случуваат, колку е хумано тоа што случува. Еве, јас слободно може да кажам, тоа што вас Скопјани ќе ве интересира повеќе околу загадувањето, аерозагадувањето во Скопје, еве Струмица на број 1 или број 2, секој пат Струмица и Скопје, Битола, Кичево, мртва трка. Тетово да кажеме, значи, загадувањето и сега замислете еве информација која што треба да знаат широката јавност. Че во Македонија се увезуваше отпад се увезуваше и беше катастрофа. Некои паметни луѓе преку парламентот донесоа закон за ограничување на опасен отпад, да не се внесува опасен отпад, дозволија така наречениот РДФ или помалку или неопасен отпад да се увезува како гориво, помошно средство за горење на високи печки, кај што има потреби, како што у цементара, железара и не знам каде на други места. Сега ние супер закон одлично, значи, но во пракса што значи тоа? Македонија нема лабораторија да ги испитува узорците, примероците на увозниот отпад. Како ние знаеме дека тој е помалку опасен, дека не е радиоактивен, дека не е токсичен, дека не е медицински, како ќе знаеме? Врз база на фактурата. Како пишува на фактурата, така. Кај нас може ти напишува фактура како сакаш. А да ти внесе радиоактивен отпад. Ние немаме лабораторија, немаме обучени луѓе, немаме средства како да докажеме каков е, и ние веруваме на документ. Значи тоа е смешно, тоа е парадоксално. Сега зошто било загадувањето? Ај погодите од 3 пати. Ние увезуваме отпад. Каков отпад се увезува? Нека докажат каков отпад се увезува. Кој го мерил, кој го проверил тој отпад? Кој го утврдил каков е отпадот? Кажете ми еден документ од која лабораторија донесе тоа. Значи, а поготово кај нас шлеперите си минуваат, знаеш како си минуваат? Сега случајно се палат депониите. Бре. Значи, депониите се палат, па не може да ги изгасат. Кај нас сега тоа лето што имаш. Па ќе изгореше едно село Сушево таму близо депонијата, ќе изгореа како лувци што се вика. Значи се запали депонијата. Како бе таа депонија се запалува? И се тамо, може да мислите ние како? Ние случајно немаме чуврстка служба на депониите. Случајно немаме камери на депониите. Случајно немаме тие хидранти за гасење на пожар, нема. Случајно не е заградена депонијата или слабо или никој не ја контролира. И кој што јас вечер у 2 часот да истоварам 5 шлепера со 2 канти бензин, ќе запалам и депонијата се завива. И колку е тешко тоа да направиме? Колку е, замислете, тоа тешко? Значи, кај нас се палише ова лето. Имаше собраќајка, направи собраќајка и застој 1 час, бидејќи во јуни месец, кога наутро сонцето грее, патниот правец меѓу Босилово и Турново беше не пооден од густата и отровна магла од депонијата во Босилово. И имаше собраќајка, јас бев таму чест, јас имам и видео, имам и слики доказ дека
сред лето, имаше магла, немаше видливост, имаше собраќајки, значи и застој на патот. Значи се запалила во Босилово депонијата. Баш летно време, у јуни месец. Ми зимно време се запалува. И се ние треба сме ненормални, Да мислиме дека е случај. од стаклото, демек скршеното стакло, па с аголот на зраците, па тоа било суво, па тоа тргнало. Значи, мислам, која е логиката? Кој е испитал квалитетот, тоа е составот на чадот што го дишиме ние? Кој го испитал? Да видат, у Скопје правеа некои, па толку проценти од грдежништво имало, па толку од дрва било, па толку било тоа. Јас ако сакам да мерам, денеска не ја палам депонијата, ќе измерам тоа што треба, еве документите, еве тоа. Мислам, луѓето веќе на таа приказка, барем еколошките, наши мои колеги кои што се занимаваме со таа тема, тоа е приказна за мали деца. Па имавме ние во прошлата година некој собер кај што имаше една европратеничка тука, некоја си Ева, не знам како и беше презимето од Полска, кој што не знаела дека Европската унија има закон со кој се стимулира извозните компании да извезуваат отпад во трети земји, кај што плаќаат од 150 па нагоре до можеби до 1500 евра по тон, ако извезат отпад во трети земји. И ние кој ќе го увеземе тој отпад, што ќе му правиме тука? Ќе го складираме? Минеме бунчер, што ќе му правиме? Ќе го горе. Толку едноставно приказ. Сега прашањето, кој го гори тоа? Кој му дозволува тоа? Може ли без прега, мафија, организиран криминал, може ли тоа без корупција, без не може. И се сите се правиме луди као не знаеме од кај иде таа смрдеја, не знаеме од кај толку радијација, не знаеме од каде тоа умирање и болести, не знаеме. Тоа е тоа. Ние сме депонијата на Европската унија, ние како Западен Балкан да кажеме, нели тука. Така е за они да станат зелени, ние треба да бидеме црвени или црни, да кажем. Најубавата земја. Иста е приказната со Бехтел Енка, кои што имат друг. Они треба да ќарат што може повеќе од нивното присуство туку, таа механизација, едно и друго. Исто е приказна со рударењето у Македонија. Значи, Македонија е толку мала држава кој што не дозволува да има рудници. Ние сме како испреплетени потоци, реки, едни со други се испреплетени, од каде и да иде нека отровна водичка, ќе се слипа, имаме доле имаме Егејско сливно подрачје и само една река оде Црн Дрим оде у да. Значи ние се така врзани. Нели Македонија срцето на Европа. Да, но толку малку сме. Крвотокот. Рудници да, но такви рудници кои што за потребите на стопанството, например, нека има каменоломи, но има прописи како треба да има. Колку растојание, каде, речни корита, да, но таму пишува, ти го взимаш под концесија, тој просто од тука до тука и после имаш програма како треба да го вратиш во некоја подобра ситуација, нели? А тоа кој го правил? Дали некој видел рехабилитиран рудник? Еве, Бучим, заврши приказната со Бучим, тој што беше актуелниот коп, нели? Сега се префрлија на новиот коп од другата страна на патот. Што бива со тоа мравулникот таму? Што ќе правиме со тој мравулник сега? Значи, тие што од Евромакс не убедува нас дека после завршувањето, тоа ќе било така убаво фино, како кафе исталожено, дури можело голф да се игра. Не дојдат да инвестираат значи, ние во терени. У Диловици штука, они луѓето, не знам како може до сега живеле без голф терени, сега ќе им прават голф терени. Мислам, дури ни се подсмеваат, дури ни вреѓат, навредуваат интелигенцијата, дури ни умаловажуваат до тој степен, што за нив законите не важат, прописите не важат. Рокот на нив беше 2016 година да ги истрчкат сите документи, да ја добијат и да рудникот да добијат дозвол за работа. 2016, па се уште малку сме 10 години од тогаш и никој од државата не им каже, ало, рокот истече. А нивното оправдание било во тоа време имало постојани избори, државата била нефункционална и затоа они не можеле 9 точки од договор да го исполнат. Но во 2016, некаде при крајот на јануари месец,
Од таа нефункционална држава успеваат да земат втората концесија. Значи, кога можат да земат нешто е функционална држава, ако треба да испорачат на таа држава резултати, она е нефункционална. Така да случајот е толку јасен, толку чист и правнички и законодавно. Значи нема тука, но еве сепак не држат под тензија и се уште се надеваат дека може да победат народот. Сепак мислам дека поготово југоисточниот регион, почнувајќи од Гевгелија, Богданци, Доран, Валандов, во Струмица, Ново село, да кажеме тука, луѓето се веќе толку едуцирани, нема некој што не ја знае опасноста и мислиме дека дури нас од здраво хотина да не нема нека да ни селат на Марс, самите луѓе нема да дозволат тоа, знаат што и затоа што знаат дека судбината за идните генерации, собствените деца и внуци е запечатена. Нема веќе тука, знаат луѓето за што се работи, не може да не убедуват, нема да користиме ценит. Воопшто нема потреба ви да не користи ценит, повторно загадување ќе биде до тој степен да нема да има услови за живот. Така да нема аргументација од нивна страна и мислам дека таа приказна е затворена, но за жал ние као еве тоа лето се боревме против загадувањето, паленето депониите Босилово, Струмица, кој што нели непознат сторител цело време, као не знаеме кој загадува. Се палија депониите, ностоп имаме пожари, изгоре полуогражден, да кажеме, таму разни повторно не функционира на системот. Сега имаме најнова, да кажем, повторно во истата пакет агенда. Во Ново село е издадена дозвола и еколошка, тоа е од Министерството за животна средина, и техничка од општината за градба на објект кој што дословно има наслов хала за производство на алуминиумски одливци цртичка легури. Значи, кај што тогашната министерка Каја Шукова се има изјаснато дека нема значително да загадува и го третира објектот како Г2 од лесна незагадувачка индустрија, иако според законот таму имаме точно се знае која точка е и се наброени леарници кај што се лее, нели, кај се прават легури, припаѓаат во тешка загадувачка индустрија. Затоа што се топилници. Тоа не може топењето на метал, тоа ќе се знае во кој што. Вие не знам дали знаете, еве, фарма за кокушки над 20.000 грла е А1. Барат А е интегрирана дозвола, тоест во Г1 тешка загадувачка индустрија. Така. Фарма на кокушки, кој што денеска има таква софистицирана технологија, кај што отпадот е сув, кој што не мириса, кој се транспортира во гасна централа, биогасна централа, кај што буквално нема ни мирис, нема ништо, но сепак е во барат А интегрирана доза, тоест во Г1 тешка загадувачка индустрија. Фарма за кокушки. Он ми прави топилница со 4,8 тона за една смена. Он бил Г2. Ние у кој свет живееме? Ние тука, како може да те гледа, те лаже, јас лично одговарам со тогашната министерка. Па добро, вие жалите се, па ние ќе разгледаме, па само добиват на време. Новите власти, да, запознаени сме со ситуацијата, ќе го решиме, никако не го решават и они попаднале евентуално или под притисокот на поголемите од нив, или попаднале во криминални дејани, не знам која е причина. Значи, повторно таа иста агенда, па таму ќе се соговорува отпадот. Апсолутно. Па таа печка што ќе се користи за топење на металите, ќе се користи. Кој ќе го види? Ама кој ќе го види? Кој ќе влезе внатре да види што се топи, што се прави? Кој може тоа да прави? На 80 метра од единствениот извор на водот кај што бушотина е тоа, снабдува Ново село. На 50 метра од речното корито. И сега нема на 500 метра од првото населено место Самуилово. Значи тука на влезот на прекрасната Беласица, кој ние има тенденција да ја претвориме во национален парк или парк на природата, кој да е заштитен подвеж. Нема значително да загадува. Јас се прашам министерката врз база на кој критериум, го прашав на градоначалник. Градоначалникот што е експерт е по ништо. А вие имате 25 годишно искуство,
работено во министерство, металург или што е, она не знам по професија, она не можела да утврди баш дали топењето на алуминиум било. Кој лажеме ние тоа? Тука се сигурно се земи некои страшни пари, кој лажеме? Така да, ама тоа се уклопува агендата на Зелена Европа. Тука се сугорува отпад, така ќе има ние секој ден ќе ни никнуваат такви погоди. Да, тие да бидат зелени, ние треба да бидеме црни. Па тоа е суштината ние. Кога народ се освести? И најбитното од целата работа е тоа што видите вие каква кампањата не го даваме името, како беше осмислена идеално, ние не го даваме името, но дадовме се друго. Значи дадовме рудници, дадовме дозвола да се спалуваме отпад тука, да увезуваме отпад, ни изгореа шумите, сега ќе ни ја земат водата, нели? Ама ние не името важно не го даваме. И шо ќе ни ја име, ако немаме здрава, чиста територија кај што ќе живеат луѓе. Значи нема да име луѓе, нема да има услови за живот, на крај нема да има ни територија, ама важно името не го дадам. И на крај го дадоа името, и се никој не се грижи, целата концентрација беше името. Дај бе луѓе, дај да си го спасеме татковото од татковците што ни оставени. Секој индивидуално треба да има своја лична борба, лична обврска, да има грижа на совеста, колку допринесувам јас за идните поколенија, прво за себе си, за својата фамилија, своето обкружување и за идните поколенија. Колку јас лично допринесувам. Сите прашуваат, од мене ли тоа зависи? Од тебе зависи точно за тоа што ако сите кажеме од мене зависи тоа, ќе видиш дека сите ќе станеме заедно, мнозинство ќе станеме и ќе успееме да се одбраниме. Дај да се обединиме. Тие политички партии кои што го шушкат народ, го кодошат на некој начин да се скараме ВМРО, СДС, ДУИ, не знам кој, зелени, жрти, не знам. Дај, тие се предавниците за мене, тоа што намерно го прават, видите тие колку се. Каков и да е, си има закон, нек си одговара по законот. Зашто бе ние да омаловажуваме една група или други луѓе, таму има и честни луѓе. Дај да се обединиме, воздухот што го дишеме, водата што ја пиеме, почвата што не храни, таа ни е заедничка таа ни е татковината на нас. Името, како што рече и ти пред малку, можеме и да го вратиме името. Еве постојат наши експерти кои што направиле точна процедура како можеме да го вратиме. Значи, мене ме страшно боли тоа да кажеме сега, што у Бугарија или Белгија, северџани, не знам што. Бидејќи си голем патриот. Мене ме боли тоа и многу ме боли, јас не можам тоа, јас никпат нема да прифатам да се кажам некаде дека сум од Северна Македонија. Јас сум од југоисточна Македонија. Ти си еден од ретките промотори на македонските вредности за оние артефакти кои што се кријат од учителњата, меѓутоа тоа во некоја друга наредна пригода ќе направиме посебна емисија. Фокусот на патриотизмот е променет. Одиме нешто името, нели? Името. Да, името како што кажано е големо, сака да ни го земат едно друго трето. Ред, тоа е многу важно, многу е важно. Но кажете ни се, ако ние немаме луѓе, ако не истроват, ако земјата е ако е неупотреблива, ако водите ни се загадени, кој ќе живее тука? А без територија имаме ли држава? Нема да имаме ни име. Ништо нема да имаме, ништо. Зошто тоа не може да видиме? Зошто не акцентираме и на тој дел? Кој ни на нас брани локално да занимаваме со тоа што треба да ни личи на нас како луѓе цивилизирани? Одиме по патот, лево, десно, секаде загадено, дупки на секаде, пред шалтерите илјадници луѓе, на гранични премини илјадници луѓе, знаците решетани со ловџиски пушки, семафорите не функционираат, асфалтот влабнувања никакви. Зашто ние не патриотизам е кога тоа што го имаме, ќе си го чуваме, тоа што го правиме, да го правиме како што треба. Така ќе си стекнеме авторитет, ќе бидеме ценети од другите, ќе не викат они нас да не дружат. Не ние да сега да одеме. Ни поставија стапица Европска унија, вред, ни требаат отворени граници, ни треба комуникација, ни треба трговија, ни треба отвореност.
они да идат, ние да одеме. Се е во ред. Дај прво ние дома да се И не по оправиме. секоја цена. Дај да се по цена оправиме дома. увезување отровен отпад за да умреме. Ма кој Да се самоубиеме. Ама ние го дозволуваме Така тоа. е. Ние го дозволуваме, ама никој не сака да разговара на таа тема. Ти не си патриот, шом ти го критикуваш ВМРО, значи ти не си патриот. Да. Абе, јас не критикувам партија, не може да биде критикуваме лица на позиции кои што не се вршат работата. Или пак може би имат проблеми тие луѓе, па не можат да се вршат работата. Дај да ги оставиме, да им помогнеме, да и ние да учествуваме. Еве, ние организираме кај нас чистење на речни корита, чистење на околината, излетнички места, засадуваме дрвца, тоа што можеме да го правиме. Едукација вршиме на кај што може да стигнеме, значи ние да си го направиме нашто како што треба. Тогаш секи си дојде ама за жал луѓето многу тоа човековата природа, како што вика, не гледаш реската во свое око, не грејата во свое око, а гледаш реската во други очи. Ние треба секој индивидуално да се погледне себе си и да каже дали јас мојот долг не према татковината. Значи татковината е минатото што ти оставил твојот родител, туку према идните генерации. Рударењето е позајмување од идните генерации. За тоа треба да биде спречено и ни минимално. Затоа што стално позајмуваме, им оставаме помалку простор на нив, им оставаме по-лоши услови за живење. Дали можеме ние, како највисок врв на патриотизмот, е да се грижиме за својата животна средина. Тука нема ни боја на кожа, тука нема вероисповед, тука нема политички партии, тука нема националности, нации, народи. Сите сме исти, дај да живееме, доста веќе со тоа, значи, кој е поголем, кој е помал, а ѓубрето ми е излева тука со штикли, дотерани, на парфемисани, парфемот е 1000 евра, е прескокнува неколку вреќи од ѓубре и се качува од такси и одат на забава. Нели ти смета тоа ѓубре што го ти е пред вратата? Колку ти допринесе, дамо Господјо, колку ти допринесе за ѓубрето? Не од мене, од несовесниот сосед, нели секој пат селјаци идат, они фрлат ѓубре, ама градските они не фрлат, тоа ти си. Има ли некој тука жив кој што нема потекло од некоја село некаде било што? Имено. Во селата, Тој не е благодородно нешто да потекнеш од село. во селата кога немавме комунални предпријатија, Така. секој домаќинство се справуваше со своето ѓубре. Сите листа есента ќе ги собереме, ќе си испалиме на едно место. Ако има градежен шут, знам дека на патот кон мојата нива има некои дупки од ерозијата едно друго, ќе идеме ќе си го пополнеме и немаше комунални предпријатија, и немаше ѓубре. Имаше у социјализмот акции 2 пати во годината, косевме треви, чистевме трне и потполнувавме дупки. Ние немавме загадови, додуши сега и немаше таква потрошувачка индустрија, да кажеме, толку амбалажи, толку нели отпад. Еве, шишијаната, стаклените шишиња беа повратна амбалаж, сега има пластика колку сакаш. Тоа се решава многу едноставно. Има начин како да го решиме, но за жал акцентот е ставен секој пат на дефокусирање од вистинските проблеми и за тоа ние сме дојдени до такво дередже кој што некако не гледам светлина во тунелот, премногу е далеку и едукацијата и еве благодарност до вашата емисија, до вас да кажеме како личност кој што дозволивте простор, кај што сакам да апелирам кај луѓето да се отрезнат, да прогледат, да видат што се случува. Не се виновни нити англичаните, нити французите, нити германците, нити едно, кои што произведат толку многу ѓубре и туд. Они најдат начин како да се справуваат. Не се виновни тие нашле тука плодно почва, да копат тука, нели ако. Ние сме виновни што тоа го дозволуваме. Хајде бе луѓе да се организираме и на властите ќе им помогнеме. И они ќе имат грб, и они ќе имат, ќе кажат, не дава народ. Што да направиме? Не дава народ. Че ние сме, според мене, едни од тие кои што можат тоа да го покренат, да го решат, но да забораваме на партиските
препукување на партиските омрази, затоа што денес криминалците од сите партии, од сите нации, сите народности и од цел срце, обединети, они функционираат најдобро што може. Така да, јас мислам у тој правец, да, од кој ќе направиме сето тоа, кој ќе средиме да биде нашата држава, мала држава, но да биде пристојно место за живење. Какви прекрасни планини имаме, какви водотоци, какви реки, ние од туризам може да живееме. А тоа што може да живееме и од историски туризам, од вински туризам, тоа што ние можеме да приказните да ја продаваме, не приказите, тоа е вистинските настани. Апсолутно. Значи, тоа е па нешто сосем друго, но никој нема да сака да дојде да му раскажеш приказната покрај депонија, покрај некој рудник, покрај некој загаден поток. Земја со такви потенцијали. Не може тоа ние да го дозволиме, нема да дојде никој ни да јаде, ни да спие, ни да те слуша, ако ни да гледа, да кажеме, или ако ние примарното, есенцијалното не го решиме. Загадувањето, да ги оставиме условите подобри отколку што ние најдовме за идните генерации. Се согласувам, ако ми побара некој да барам да лоцирам географски Еденската градина од Библијата, јас би лоцирал во Македонија, затоа што Македонија изобилува се сето ова што го кажа ти, и на крај само ќе те потврдам кога велиш дека масовно треба македонскиот народ да се развози и да излезе да застане на браникот и за рудникот и Ловица, и за Бехтел и Енка, и за Чеврени галишта, затоа што ако не излегуваат само 50-100 луѓе, ако излезат 5, 10, 15 илјади, истите тие 15 илјади разбудени ќе излезат и пред собрание кога се менува името и уставот. Тешко е, само уште тоа да кажам дека не можеме ние да ги обвиниме, еве лично јас мислам дека од искуството го кажувам, не може да ги обвиниме за тоа што луѓето се плашат да излезат. Значи, колку пати луѓето беа злоупотребувани, искрените намери. Еве, војната 2001-2000 година, кога беше, луѓето излегува, што им се случи после? Значи, еве, имаше разни протести, кои што злоупотребени од една политичка партија. Луѓето од секој пат биле, една реченица има, на време учевме марксизам, демек било од Ленин, дека луѓето од секогаш биле и ќе бидат глупава жртва на измамата и самоизмамата, се додека не научат да зад секоја изјава не ги бараат интересите на оние или оние. Значи, така да треба да се прави разлика. Кога одеме политички да протестираме, ние протестираме против некоја политичка одлука. Но кога одеме да протестираме против загадувањето, ние всушност протестираме и за здравето на децата и на фамилиите на тие што ги донеле таквите одлуки. Значи, тука не одеш ти против тие луѓе, например, симпатизер се некоја партија, твоите се сега на власт, ти не одеш против него. Тие, еве сега да кажем отворено, јас не верувам колку и да има расипани луѓе, колку и да има некои, не знам, предавници, едно друго, сепак сите сме луѓе. Сите име помалку нешто човечко у себе си, кој да е, некој повеќе, некој помалку, не знам кој како си сваќа работите, кај секој има по некоја си грижа на совест, едно друго. Значи, тие луѓе, што од алчност, што од притисок, што од, не знам, може би лоша економска ситуација, што од не знам кои причини, значи, постапил така како што постапил. И сега ние ќе го убиеме него или треба да, што да му направиме? Ние прво треба да го спречиме во неговата намера. Нити го мразиме, нити го сакам да го убиеме. Не, да го спречиме во неговата намера. Да биде поука и за другите да знаат што ги следува дека неправилните одлуки на штета на луѓето, општо на сите луѓе, не говорам само за македонскиот народ. Значи, мојот патриотизам е неспорен, но сакам да овде да бидам космополит, затоа што да и повикам сите граѓани, сите жители на оваа држава, на Македонија, да здружно, без разлика дали е наш, ваш, брат ми е, братучет ми е, кој е, ако донесува лоши одлуки на штета на сите, треба да го спречиме. И не е тоа
да кажеме, не е тоа штетно и не треба се срамиме од тоа, Тоа е природно. туку да бидеме горди и на неговото семејство, ќе му помагаме. Од друга страна, мене што ме најмногу загрижува е тоа што еве сега пред известен период нели имавме промена на власта, сегашните власти се три нели во Така. они се и повеќе нели Три партии. али главни се три партии во кои што нели едната има и коалиција се со повеќе помали партии. Така. Слушајќи ги или лично зборувајќи со одредени личности кои сега се министри едно друго, ветувањата нивни сега не може да си остварат. Значи, веднаш, уште на старт, веќе почна да губат својот авторитет. Како јас да му докажам на соседот кој тврди дека и овие се исти како другите? Како јас да му докажам? Кога нивните дела го потврдуват кажувањето на соседот, тој што ги обвинува. Еве, јас сакам да верувам, сакам да им помогнам, еве, се обидувам и на тај начин, но делата, како впишува там, по делата ќе те познаат. Апсолутно. Значи, зошто предизборното ветување, барем 50%, дај да видиме, еве, јас ќе спомнам лично, министерката Каја Шукова, бившата министерка Каја Шукова. Ево овде дело во Скопје, во близина на Скопје, дало дозвола за асфалтна база. Си пишува во која категорија и како е. Кај нас тамо дала дозвола за објектот Г1 за во Г2. Тоа се сериозни Значи тие прекршувања на законот. Дај да видат, нека има, сега има нели, имаме демократски институции, демек сега имаме промена во тоа, дај да видиме таа промена. Нека се испита, нека се види, нека се даде образложение. Така треба да градиме авторитет, така се гради држава, така става се ред. Точно. Ако грешила, нека се одговара според законот. И така ќе ги одвратиме и оние кои што сега мислат или заговарат да направат нешто такво. Толку едноставно тоа. Не знам што, се сме ние зафатени, сега баш сме тоа, баш не знам што, не знам Вистока што. политика водиме. Многу ние сега ќе ставиме в санкции на Русија. Дали ќе оправат Украина? Ние сега Трамп ќе го избереме или ние ќе ние да си избереме ѓубрето дома бе луѓе. Основната цивилизацијска придобивка од тоа што ако се сметаме за цивилизирани, треба како што изгледаме и нашата околина треба да изгледа. Се изгледаш од зграда, да кажеме, кој што едни од лифт не работи, и шарана целата зграда, тревата си сушила, дрвната искоренети, клупите не функционират, ама јас имам толку на контото, јас имам толку, значи нема, дишеме загаден, екстремно загаден воздух. Екстремно загаден, кога веќе 30 години не работат големите индустријски капацитети, што за време нели на поранешната наша држава во полн капацитет работеа и немаше ни приближно такво загадување како се. Се сведува на индивидуалното. Ние во Струмичкиот регион мислам дека сме добро организирани, имаме нешто што го градевме изминатите 7-8 година веќе. Тоа се вика да створиш авторитет кај луѓето, да ти веруваат, бидејќи тоа е најважното нешто. Значи, порано бевме увидени де соработници на Сорос, де на Русија, де дури на СДС или после на не знам, на Бучим соработници, етикети. Значи етикетирање, но како поминаа сите години, кога видат дека никој од нас не се промени, никој не се натрупа пари, никој не се промени, никој од тие сите сватија дека на вистина луѓето што ја водат борбата и сите луѓе кои се залагат у таа борба се честни, искрени и се тоа го долгот према својата татковина, својата околина, на идните поколенија, ние на тој начин се одолжуваме и сметаме дека свето право и должност е тоа да се чуваме животна средина. Така да таквите, да кажеме, криминални намери или идеи, како што имаме сега моментално кај нас, има еден градоначалник кој што
дозволата за тој објект, за леарницата, ја крие од јавност. Јас лично како советник во општината, имам 4 писмени барања преку архива доставено да се даде на увид. Што објект е тој? Каква е намената? Да и видиме документи. Тоа е достап до јавни информации. Тоа е по Архуската конвенција, според законот, според уставот, според статутот. Должност Значи, мора да тоа, значи и обичај, значи нема табла кај што се гради, нема табла. Фирмата на татко му е изведувач, нели? Градоначалникот крие документите, а немаме ни институција на кој што ќе реагираме и да дојдат да видат што е како. Немаме институција, ако викнеме тие за законитоста на општините таму, како се вика, тие ќе утврдат дека не е погазено некој член од законот, ништо. Ние сакаме да спречиме таа леарница таму, тоа мора да се спречи. Ние ќе имаме утре од Петричко, ќе имаме како држава, значи пријава до меѓународните институции, затоа што таа вода што поминува покрај таа леарница оди таму и од таму буштините изимат и од Петричко. Кој е тај памет? Кој е тој памет на таа министерка тогаш на тој градоначалник да не земат? Или да прашам, дали пари се упрашање? Што мислите вие? Ние толку разбираме, толку знаеме, сакаме да дојдат институциите да отворат. Истото се однесува и за концесионерот Евромакс, истото и за Бехтеленка, исто е секаде кај што имаме флагрантно кршење на законите. И доаѓаме до заклучок дека всушност проблемот во Македонија е непочитувањето на законите. Какви се, такви се, сепак не се почитуваат најмногу од тие кои што треба да спроведат тој закон. Не од мене или од закон не си врзан, толку пари казна. А ако не спроведаш ти како министар дека спроведеш закон, колку ти е казан? Ти изгубиле на следните избори. А што ако они, според некои неофицијални информации, што ако они тие 3 партии се договорени да соработат? Логички. Што ако е така? Може би не, ајде да видиме дали е така или не. Ако не почнат да ги казнуват или да отварат процеси, па да се докаже дека е, нели, дали некој грешил или не грешил, па има одговорност, без таа постапка, секпат ќе бидат обвинети од и се соработници, од си заедно работи и нема што да се надееме од таквите власти. Немаме што да се надееме. Пример последен е неспремноста на сегашниот премиер на Република Македонија да го санкционира претседателот на собранието, кој што на 2 наврата во рок од 10 дена направи тешки кривични дела. Не сакајќи да влијам, моето политичко мислење е лично, индивидуално, овде сум сега како застапник на една поголема широка група и мојот интерес е пред се спроведувањето на законов форма од аспект на еколошките загадувањата и проблемите околу животна средина. Така да само сакав да ставам едно светло, едно поразлично видување, размислување во кој правец и каде треба ние да насочиме приоритетно нашите сили и како да размислуваме како сами да се избориме и да се гордееме после со тоа дека и јас учествував во целата таа борба, за да можеме да раскажуваме приказни на нашите внуци дека ова што ќе им го оставиме или еден ден кога ќе бидат они доволно возрастни и големи да можат да видат што им оставивме, дека и јас, ти, сите ние го оставивме, имавме удел и влијаевме во тоа. Без лична борба нема никаков успех. Се согласувам. Костадин, ти благодарам што беше вечерова заедно со нас и нашите гледачи и целата македонска јавност, затоа што се отворија теми кои што и тоа како се битни, суштински, дури судбоносни за сите нас без разлика нели на политичка припадност, верска припадност и етничка и било каква друга. Нашето студио е отворено секогаш и ќе ни биде чест и должност да ве промовираме, да ве стимулираме, значи кога сакате,
за било какво соопштение, за било какво гостување, слободно најавите се, дојдете и во пишаниот медиум порталот Слободен свет ќе ве промовираме, затоа што тоа е исто и наша должност колку што и ваша. Ви благодарам што постоите и што го будите македонскиот народ, заедно со луѓето нели во Прилеп кои исто така имаат иницијатива да го одбранат она што може да се одбрани. Вам, драги гледачи, ви благодарам што бевте и вечерва, како и секој втор ден, заедно со нас. Ви ветуваме дека и во наредниот период ќе имаме вакви топ теми кои што се табу за мејнстрим медиумите. До следното гледање, останете ми во добро расположение. Поздрав!